Празните вади, трошковите, изминатиот рок на семињата повторно се проблеми со кои се соочуваат оризарите од Чешиново Облешево. Предвидената сеидба за оризот се уште не е започната, иако нивите се спремни за сеидба. А сепак велат дека последиците ќе бидат огромни и катастрофални. Надежда дека работите може да тргнат на подобро веќе ја нема. Па затоа за нив единствен избор останува протестот. Крајниот рок и тај што е веќе пропуштен дека ќе се остваре, ако не, ќе мора да има протести. Затоа што луѓето веќе не наплата на вода, ѓубрива, не наплата на државата. Значи, нивите се фрлено ѓубре, спремни се за сеидба, а водата нема. И тоа е многу битно, сакам да потенцирам. Водниот надомес може да проверете на ниво на општина, ние тука дека гравитираме Чешиново Облешево. Јас верувам дека над 99% е наплатата извршена за вода. Вода се пуште, од и времето оде, ништо нема, ако не направат, да не се фане бенто, може да се пуште водата, луваме за нивите, може да пуште вода. Последиците за земјоделците ќе бидат катастрофални. Оти тие вложуваат, а нема да може да произведат доволно и квалитетно. Главен проблем е тоа што ќе бидат изложени на големи трошкови, а на виделина остануваат без ништо. Штетите катастрофа, големи. Секој земјоделец е фрлил по 2-3 сигурно марки. Штета. А семињата заминајат рокот тие што треба да ги сееме. Оптимален рок до 15. Дека да идеме, дека да протестираме. Сејам површина 12 хектара на ориз. Значи, не сум задоволен од водостопанство никако. Значи, сите години нас они не изиграват. Значи, за оваа година ни е обеќано да ни се пуште вода на 6, а денеска више 17, нема капка вода нема. Значи, ние имаме многу уложено труд, имаме многу уложено материјали, финански средства имаме многу уложено. Значи, тоа е неизмерно е тоа. Значи, тоа никој не може да го измери, само ние знаеме земјоделците. Нивите по 5-6 пати ги обработуваме. Директорот на водостопанската поддружница Брегалница Кочани, Благојчо Богатинов, вели дека водата е пуштена во текот на вчерашниот ден. За да одснењето на водата посочува дека била расипана една од машините, но проблемот сега е надминат.